Добро вечер, дами и господа, вие следите уште едно издание на Редкаст. Јас сум Кирил Трајковски Максим, вашиот водител, а вечерва во Редкаст го имам така наречениот дервишот Реджеп Исмаил Хактан. Добро вечер и добро ни дојде. Добро најдов. Како си? Добро, фала, вие? Одлично. Со тебе, вака кога се мене секојаш се чувствувам, да ти кажам и малку возбудено, бидејќи си доста искрен и директен човек, познавајќи тебе. Ајде да почнеме од почеток. Почетокот е баја ги назад. Почетокот е баја ги назад. Од каде си, од кое мало си, вака, на кратко. Па на кратко од Скопје сум. Од Скопје си? Да, и увек сум се движел околу Скопје. И тука се образував, тука се. Завршив основно оделение во Тефеус, легендарната школа, тоа постои уште од Кралевина Југославија, на турски јазик. Тефеус? Тоа е, како ќе му дојде онаму, тоа ние го викаме газибава, практично. Оној мостот што од факултетите преоѓаш на другата страна практично. И таму има едно школо, малце е скриено овака, тоа не поминуваш од таму. Практично газибава населбата почнува од таму, населбата што викаме, да. И тоа е турското школо на турски јазик, потоа во Јосип Броз, пошто на времето турска паралелка само во Јосип Броз имаше. И тоа беше со 5-6 предмети на турски јазик, другото беше на македонски. И потоа на универзитет Кирил и Методи на политички науки, завршив, магистрирав таму, тоа е тоа. Секоја чест, сигурно си завршил со одличен успех. Па бев доста добар, да, сега, да не се фалиме јавно, ама бев доста добар, да. Капацитет. Сериозно го имав сватено факултетот, што мислам дека денеска не би им препорачал толку на младите, толку сериозно да го сватат факултетот. Ако не го сватат сериозно, нема го завршат. Па не, ќе го Со завршат, таков само да не се разочараат е поентата, тоа е работата, да не се разочараат ако потоа не бидат вреднувани. Така. Тоа е нормално. Хактан, бидејќи одиме малку со поскратен формат на Редкаст, бидејќи се привршува и крајот на Редкаст за оваа сезона, ќе преминам директно на политичките прашања, посериозни прашања. Ајде вака прво ме интересира. Ти си еден од основоположниците на Ленка. Движење за социјална правда. Движење за социјална правда Ленка, за кое што се поистоветува и моите претходни гости, каде што кажаа дека да не беше Ленка, они никогаш немаше да се бават со политика и да влезат во левица. Па ме интересира, еве ти си тука еден, како да кажам, од носечките столбови, луѓето кои што ја создадоа Ленка. Малку повеќе за тоа да ми кажеш, како се создаде Ленка, од каде почна Ленка, тоа движење за социјална правда, кои луѓе бевте таму, дали сте уште истите или... Јас би кажал дека и да не беше Ленка, веројатно и левица нема, мислам, левица е еден вид продолжеток на идејата на Ленка. Ленка почна, оние собири на времето, имаше некој закон за укинување на правото на абортус, потоа имаше некоја идеја за градење црква, џамија на плоштад и така се собиравме ние како протести на тоа. И решивме дека треба да формираме здружение, тоест не здружение, тоа движење за социјална правда Ленка беше. И тука искрено да ти кажам, поминуваа многу луѓе од Ленка. Значи доаѓаа, си одеа најразлични луѓе, од уметници до идеолошки најразлични организирани. Значи во нашата организација во Ленка имаше левицата е позната по идеолошки поделби и тука ние како генерално млади луѓе сите имавме зафатено некоја од тие бранши, како анархисти, како демократски социјалисти, како комунисти, како сталинистичка струја имаше и имаше разни луѓе кои што доаѓаа таму и Ленка беше едно движење освен кое што на времето ги окупираше, така да кажам, алтернативната сцена на политиката. Практично Ленка беше првото движење кое што официјално излезе против учество на нашите војници во мировните мисии на НАТО. Беше против НАТО. И 2 години така функциониравме, потоа решивме да се регистрираме затоа што протестите за 1 мај кои што ги правевме, имаше проблем, мораше тоа да се пријави
пошто полицијата не ни даваше и ни се закануваше со казни, моравме да ги пријавиме за собири, тогаш имаше некоја си законска таква обврска, мислам дека сега тоа го нема. И мораше као организација да се пријавиме и така ја направиме како невладина, само за да функционираме на хартија како невладина, но ние повторно си продолживме како движење, баш како grassroots движење, и почнавме полека да работиме. Димитар Апасиев, значи од председател на Левица, а покасно се вклучи во Ленка, значи откако се формира Ленка после година, две и така нешто. И тој процес природно почна да практично видовме дека не може да се функционира како невладина организација, правевме протести, представки, разни ствари, заставкувавме работници без пари во нивни работи. Да, тоа сакам да те прашам, како функциониравте? Донации некои имавте? Значи, функциониравме grassroots, значи буквално се собиравме, на почеток немавме ни канцеларија ни ништо, генерално во парк се собиравме. На клупа? Да, на клупа, собиравме донации во тегли, за колку да испечатиме работи, тие некаде ги чувам јас стари едни стари печатни изданија, за тоа например познато ни беше имавме испечатено издание за Рацин како политичка личност, а не како поет. И тоа беше многу една интересна случка, поранешна точка, не знам дали се сеќаваш позади Соборна црква, таму имаше точка еден простор и така ни го даваа некојаш, ни го изнајмуваа кога сакавме да правиме настани, и ние ја правиме оваа трибина за Рацин да го представиме како политичка личност, како револуционер, а не како поет, и ние го промовираме настанот, делиме флаери и се појавуваме на настанот, ние од Ленка и гости само пензионери постари. Да, сериозно. Мисля дека ќе има поезија читање за Рацин. Леле. Да. Тоа беше многу интересно, да, многу. И вие? Да, и ние кога почнавме да го представуваме Рацин како политичка личност, дека учесник во Народоослободителното движење, член на комунистичка партија, малку они се гледаа, разбираш, измеѓу себе, но на крај се измешавме буквално и стана една добра енергија, дури и не поддржаа они, што се вика. Организиравме разни проекции, соработувавме со други друштва, со другари од надворот, од државата, и тоа беше тоа. Така, как там постои ли се уште Ленка? Па да, сега постои, тоа генерално се практично Ленка 2.0, тоа се помлади луѓе кои што гравитираат околу Така препуштивте да, околу раководството. младинската организација на Левица Црвена младина, луѓе кои што гравитираат околу тоа, но има и надвор од неа, нормално независно се функционираат. Сега периодов правеа настан во Куманово, исто underground култура. Да, го видов тоа, да. мислам дека имаше на социјални мрежи, Да, имавте како- дури и стендап со... Да, Со Мирослав Мирослав, имаше Петровиќ, стендап, да, му колега. благодарам што прифатил да биде дел. Фала, од тоа, Миро. Да. Добро, ајде малку за Левица. Како идеологијата е преточена во оваа програма за овие избори? Тоа е едно поопширно прашање, мора да направиме една разлика. Значи, ако влезете на сајтот на Левица, има, освен изборна програма, има партиска програма. Практично Левица е тоа е генерално левичарски принцип да прави на политичка програма, тоа е партиска програма, вика, таа е програма која што ја опфаќа идеологијата, а изборната програма се прави за секои наредни избори и таа се ревидира. Значи, таа е малку по-преодна, да кажам. А политичката, партиската програма, насловена е како партиска програма, таму се фундаментите на идеологијата од кои после се извлекуваат и се прави изборната програма. Јас вака би можел да кажам дека нашата програма генерално е фундирана на неколку основи, а тоа е социјална правда пред се, потоа унитарност и суверена држава, и потоа исто би кажал антиимпериализам, тоа ние го викаме, односно против странските мешања во нашата држава. И ако ги видите овие работи, сега може да ги отвориме ако сакате. Да, еве за социјална правда би сакал. Овие се врзуваат едно во друго, зависат едно од друго. Значи така ние холистички го ја замислуваме државата како би требало да биде уредена. И така е направена и нашата програма. Мислам дека социјалната правда сите најмногу не засега. Пред се. Значи збориме тука за против приватизација, стратешки ресурси, странски директни инвестиции, редистрибуција на богатството, за оданочување на побогатите, или тоа го зборевме во претходните редкасти.
Ајде малку за социјална правда да зборуваме, а после ќе збориме за унитарна и суверена држава, односно нов граѓански устав. Да. Вака сега социјалната правда кај нас има огромна социјална неправда и тоа е еден природен процес на држава која што е периферија на капитализмот, каква што сме ние периферија на европскиот И капитализам. утепа средната класа. Апсолутно ја утепа и средната класа, моментално и работничката класа ја утепуваат, а нашите работници работат за сметките на странските директни инвестиции, нели? Они профитот го носат надвор. Но како и да е, нашата програма околу социјалната правда се фундира на неколку работи. Тоа прво пред се против приватизацијата, значи не само ревизија на приватизацијата која што во транзицијата се случила. Значи, освен незина ревизија, туку и прераспределување на капиталот, односно давање предност на домашен капитал, државен капитал, и оние поголеми индустријски гранки да бидат државен капитал, значи да бидат, или ако сакате кажете општествен капитал, онака како што било во Југославија, но државата да биде најголем економски субјект, значи најважен економски фактор како што и треба да биде. Како што и треба да биде, а не да се појавуваат фирми кои што се многу посилни финансиски капитално од самата држава. И да наметнат свое влијание. Имаме голем проблем. Значи, видите, социјалната неправда исто извира и од тоа што е приватизирано здравството, например. Разбирате? Затоа што вие со приватно здравство, затоа и ние сме против приватно здравство, и ние се залагаме само за државно здравство. И практично кога ќе добиеме политичка моќ, ние секако дека ќе стремиме да го укинеме приватното здравство. Значи, приватното здравство овозможува на една побогата класа да имаат добра услуга И веднаш во моментот да нема чекање, редици и работа. Да. И за сметка на тоа, притисокот кон државата кој што треба граѓаните да го прават за подобрување на здравството опаѓа, затоа што богата класа си има издувен вентил, има пари, не е проблем да си плати. Да. Но работничката класа оди во државните институции кои што се без кадар, без опрема, не работат како што треба, без основни елементи. Ама и не се добро платени, гледај што се И дешава. не се добро платени, И да. затоа нема. Значи кадарот Што имаме си проблем со кадар. одлив. Тука веднаш се врзува проблемот со образованието. Значи образованието, приватното образование истото го направи што приватното здравство го направи. Една класа затоа што им беше полесно да студираат на приватни универзитети, си ги платија дипломите едноставно и се вработија во државни администрации или во фирмите на нивните на татковци. И со тоа опадна и квалитетот, пошто нема студенти, нашите државни факултети, сакајќи да прават конкуренција, во смисла им се појави конкуренција, и они сакајќи да ги привлечат студентите, ги опаднаа критериумите и тука дојде до општ пад на критериумите. Така да моментално нашите факултети на онаа листа е нешто што секоја година излегува за Шангајската листа за успех. Ние сме на веќе 8.000-то место. Кој знае кај сме, да, више сраме да се каже. А бевме бевме респектабилни, особено Бевме факултетот за медицина. во време на Југославија, мислам дека бевме и таму меѓу првите 100, ако не се лажам, Кирил и Методи се. Дури странски студенти доаѓале да студираат тука. Добро, ајде малку да позборуваме за унитарна и суверена држава, нов граѓански устав. Што значи тоа, нов граѓански устав? Видете, нов граѓански устав, тоа значи дека Тоа значи дека ќе се менја уставот? да, значи ние се залагаме да се смени уставот, но не да се смени бугарите да влезат во уставот. Да се смени за подобро за нашите граѓани. Не вака, не директно ќе кажам, да се смени ниедна етничка заедница да не биде во уставот. Мислам, што е тоа? Дискриминација се ствара. Едниве имаат повеќе право, другиве да, нема. апсолутно. И видите, и тоа е она пропаганда, мислам, тоа е она што знаете како викаат, еве сега го слушнав Максим Димитриевски дека ќе ги внесувал бугарите, па и хрватите и црногорците ги прилепуваат, демек ништо не е кога сите се во уставот и овие нека бидат во уставот. Не, поентата е да се исчисти од такви малцинства. Значи, кај нас народите кои што живеат во Македонија ги сведија на уставна категорија во смисла на бројка. Значи, тоа е разединување на државата. Значи, во Устав ја дефинира нацијата. Значи, Уставот има една македонска нација и потоа се дели на етнички заедници кои што согласно законот и согласно Виенски конвенции имаат одредени права. Тоа се права на образование на мајчин јазик, културно-религиски права и тоа е тоа.
Сега ние имаме паралелни структури, паралелни универзитети каде што особено со двојазичноста, дезинтеграцијата на Македонија отиде на едно, би кажал, застрашувачко ниво, но да се вратам на тоа што значи граѓански устав, освен тоа, значи менување на уставот во насока на тоа под локалната самоуправа Една изборна единица. Една изборна единица и не само тоа. Локалната самоуправа е моментално поделена по етнички критериуми. Значи она не е поделена по географски целини. Тоа се вика у политички науки gerrymandering, каде што се поделува по тоа како им одговара на тие што се на власт. Во смисла, ние имаме буквално бипартидна власт, имаме од една страна албанска партија и од друга страна македонска партија, условно кажано, и други партии кои што се прилепуваат и практично нацијата е сведена на етнички групи, што е апсолутно катастрофа. Етничките групи не се политичка категорија, они се културолошка категорија и таму треба да останат. Значи, реорганизирање на локалната самоуправа поделена по географски целини, меѓу другото и изборниот законник, промена на изборниот законник во една изборна единица. Потоа тука имаме Двојазичност. двојазичноста е апсолутно, значи тоа е нешто што, значи видете, никаде во светот, во Европа особено, нема да најдете вие каде што малцинство постои и тоа си има одредени права загарантирани со меѓународни конвенции. Но нашите малцинства се изедначени дури и повеќе од мнозинството. И тука тоа се вика мајоризација и они имаат многу поголема моќ од самото мнозинство во државата, тоа е од македонскиот народ. Се има и тука еден друг проблем, а тоа е дека онаа доминантното малцинство, условно кажано, како албанското малцинство што е тука, она преземајќи ги сите права од малцинските права, ги супресира другите етнички заедници. Во смисла, вие видите дека веќе ние ја губиме секаква автентичност, секаква културна посебност на заедниците како што се ромската, турската, српската, затоа што има една албанизација која што се случува на македонското општество, за жал. И тоа веќе одамна. И се случуваат паралелни светови и тоа води кон дезинтеграција на нацијата. Затоа граѓански уставот, односно граѓански устав подразбира дека Македонија ќе биде унитарна држава, значи нема да биде поделена племенски, туку ќе биде унитарна во смисла дека македонска нација ќе постои Со тоа е една повеќе за сите етникуми. со повеќе етникуми, Точно, се знае, да. Точно. Ајде кога сме веќе кај етникумите, што мислиш за балансерот? Дали мислиш дека навистина го злоупотребија со рамковниот договор балансерот од типот на вработуваат луѓе кои што не се, да речеме, кадарни во професијата во која што треба да навлезат и да фигурираат таму на тоа работно место, меѓутоа заради тој балансер они мора да стават некои луѓе во случајот албанци да бидат на одредена позиција која што реално тој не знае да ја работи таа професија. И затоа доаѓаме до проблеми и со сите, нели, гранки од општеството и од, како да кажам, ајде, од здравство, образование, администрација, образование, особено едноставно образование, некадарни. И сега ти заради тој балансер мораш да ги ставиш. Што мислиш за балансер? Види, кога ќе се постави такво нешто, односно етничка фаворизација при вработување, значи како што е тоа балансерот, ти не можеш да очекуваш ништо друго освен да се злоупотреби. Значи тоа иманентно ќе се злоупотреби. Тоа не може да се употреби, тоа е поентата. Значи вакво политичко решение, значи тоа се вика Либан веќе не е таков, но тоа се вика либанизација на Македонија, ме разбирате, каде што племенски заедници се тука и се дели колачот според сила. тоа, со сила, колко е племе си и тоа ти следува. Значи, и кога ти ќе воспоставиш етничка верификација на професионалните кадри, на она што треба да работи, Точно. администрација, економија, не знам, образование, учителка, доктор, било што, кога ти ќе воспоставиш таков критериум, ти не можеш да очекуваш да не се злоупотреби. Мислам, како да не се злоупотреби? Тоа, значи, зло е самото постоење на балансерот. Тоа е проблемот. Така, во програмата на Левица Апсолутно, да. Тоа е и дел од е промената против на уставот. Да, балансерот, тоа е и дел од промената на уставот. Значи,
надминување, односно анулирање на оние одредби од Охридскиот рамковен договор, кој што ние гледаме дека апсолутно донесе една катастрофална администрација пред се на државата. Кога вие имате нефункционална администрација, кога имате кадри кои што не се професионални, кога имате вработени кои што не идат на работа, а се вработени само заради тоа што се една или друга етничка група, и тогаш имаме голем проблем. А при тоа се дискриминираат и другите етникуми? Ние се залагаме за дискриминација, но социјална дискриминација. Што значи тоа? Тоа значи дека сиромашните, особено тоа важи например за ромската заедница, за да се еманципираат, за да може да се интегрираат повеќе во општеството, пошто од доминацијата на двете етнички групи они се потиснати, за да се интегрираат, да им се даде поголема шанса од другите да може да се вработат. Ама тоа ако имаат исти компетенции со другиот, ако имаат исти компетенции, ако овој е посиромашен, да се исто квалитетен, да се избере тој. Така, да има предност. За да има предност, за да може. Тоа е дел и од редистрибуција на богатството, ме разбирате. Што е сосема во ред. Па така треба балансирано да функционира. Да, за да добијат шанса и тие да, пошто они почнале од стартна позиција која што е подолу реално, ако биле посиромашни, така да се избалансира малку. Така, сум запишал тука воведување чист председателски систем, односно моноцефална извршна власт. Да. Што значи тоа? Тоа е наша, би рекол, од таа уставна промена најрадикална идеја. Тоа подразбира практично промена на политичката власт. Ние моментално официјално се водиме како мешан систем, а тоа значи дека имаме два типа на извршна власт. Едната е председателски, а другиот е парламентот, односно владата. Во суштина, председателот не ги искористува неговите ингеренции, тоа е под влијание на владата голема, затоа што веројатно партијата која што е на власт го носи на председателската функција. Но да скратам, председателски систем би значил дека председателот се бира на непосредни избори, значи на директни и непосредни избори, со негов тим од кабинетот кој што е именуван од него. Пак ќе си постои парламент, значи како контрола на председателот, но председателот ќе има многу поголеми ингеренции во извршување на власта. Значи практично председателот нема да има потреба да ја дели власта со некого, затоа што ние страдаме од поделба на власта според колачот на етничка припадност. Вака, кога председателот ќе биде избран на директни и непосредни избори, кога он ќе го формира својот кабинет, потоа во парламентот, како механизми за кочници, дали едно или друго ќе му наметнат, ќе му одземат, тоа е веќе прашање на политичка моќ внатре во парламентот. Но председателот како моноцефална извршна власт, мислам дека ќе донесе едно обединување. На Македонија и фали национално обединување. И тој ќе донесе едно национално обединување каде што ќе може да се застане цела влада, да застане зад одредени работи од кои што нема поминување, ме разбирате. Ние сега немаме никакви принципи, немаме никакви црвени линии, затоа што владите се составени од милион коалиции, ме разбирате. Ние имаме дури забрана за предизборни коалиции во програмата. Значи не може ти да имаш дајте сите да излеземе на избори, да се видиме колку тежиме, па после тоа, пост коалиционо, да правиме коалиции, да видиме кој кај се наоѓа. Но на почетокот да видиме кој колку тежи на граѓаните, а не некој само заради шминка да биде во владата. Така, ајде Хактан малку да позборуваме за геополитика. Во вашата програма има и антиимпериализам, тоа значи анти-НАТО, претпоставувам. Па пред се да. Еускептицизам. Еукритицизам би кажал, пошто еускептицизам терминот сега некако го поврзуваат со европската десница, но нема врска, значи скептицизам, значи критично. Овие што беа досега на власт, многу се горди со моментот дека сме влегле во НАТО, а не знам што добивме ние од тоа. Па види, знаеш што добивме ние? Добивме да издвојуваме повеќе за оружје, отколку за образование и за наука.
Ете тоа. Што е интересно, оружјето не ни го носат на нас, туку оди во НАТО, они го користат за цели каде што имаат војни жаришта во светот. Тоа кога се отвори конфликтот во Украина, Така. тоа така се случи што е уште поголема катастрофа со наши пари. Колку кошта? Колку кошта на годишно ниво? Па мислам дека некаде 3 милиона? Како беше? Не, повеќе, ама од БДП некаде е 1,3% и со тенденција да се зголеми тој процент. И пазете, сега пред некој ден излезе годишниот извештај на секретаријатот на НАТО, кој што за 2003 ги практично НАТО регионот, тоа е некој нивни извештај кој што го проверуваат, и они бележат дека во Македонија поддршката за НАТО опаѓа последниве 10 години. Е буквално во опаѓање. Од тука Македонија е многу зрела за да излезе во НАТО. Она и со сила беше набутана. Веќе пропагандите кои што во транзитски пропаганди ги викам јас дека во НАТО и во ЕУ ќе биде мет и млеко. Да, ама тоа е предуслов, нели? Прво влези во НАТО, па за да не би кажал дека е или нема предуслов. врска. Па не би кажал дека е предуслов. Има земји кои што не биле сега со конфликтот во Украина, практично натовската агресија дури се прошири на политичките простори на НАТО, да. Шведска влезе, Финска влезе, да, ги притискаат и други земји, Босна е сега. Но НАТО каде што влезе не донесе мир. Едноставно НАТО носи конфликти и тоа не е некаква организација за кокичиња или не знам. Тоа е војна организација. Нас не ни треба таква организација. Значи ние ни требаат организации кои што се за кооперација, за економска соработка, за пазар, за трговија, точно. такви, значи нас за да живне економијата, значи, не нас војната. не ни треба, апсолутно ова е блоковска војна и дури видите да ви кажам, особено ние како членка НАТО во последниот период од како се отвори конфликтот во Украина, ние практично сме еден од учесниците на страната на војната. Затоа што Македонија, не заборавајте, не само што испрати оружје, туку во Македонија се обучува и украински војници. Значи НАТО ги обучуваше украинските војници, што Министерството за Министерството за одбрана го чуваше во тајност. Прв пат слушам од ова. Да, го чуваше во тајност и кога си замина, токму тогаш го објави. Да. И сега дури има идеја да и нашите здравствени капацитети се користат, најави тоа министерката за одбрана Славјанка Петровска, дека Македонија била спремна да пружа помош во медицинско лекување на повредените. Ние нашиве не можеме да ги излечиме. Ние нашите граѓани не можеме да ги лечиме, оние ќе носат да ги лечат украинските војници. Што е и паците Украина не е дел од НАТО. Значи ние и по сила на членка на НАТО ние не сме обврзани тоа да го правиме. Значи ние го правиме само поради додворување. Да, поради додворување. Дефинитивно. За жал. И она што за ЕУ особено би сакал да кажам, зашто сме ЕУ критични? Прво, во Македонија е специфичен случајот затоа што видите ЕУ што прави. Значи ЕУ прво ни налага да ја ревидираме историјата, да застанеме зад она што го бараат бугарите, што е нонсенс. И освен тоа што многу малку се зборува во јавноста, ЕУ бара и да го либерализираме пазарот, што ние сме апсолутно против. Значи либерализација на пазарот што значи тоа либерализација? Знаеш што значи либерализација на пазарот? Либерализација на пазарот значи Македонија да нема државна струја. Значи струјата, производството на струја да не биде државно, да се либерализира тој пазар, што е да дојдат странски фирми и да ги купат и да енергетските капацитети и да наметнат цени како и што се случи. Значи вие ако земете тенденција после либерализацијата на пазарот, значи после либерализација на пазарот на електрична енергија, тоа беше проект на УСАИД заедно со Кочо Ангушев, после таа либерализација во Македонија електричната енергија поскапе за некои 3-40%. Да, и тоа сите го осетивме по нашиот. И сите го осетивме, да. Значи дополнителната либерализација нас не ни е потреба. Напротив, нас ни треба обратен процес. Значи процес каде што државните капацитети ќе се зајакнат, не само државни капацитети за електрична енергија, за произведување на електрична енергија, туку и за рафинери, и за други економски, индустријски гранки.
напротив, нас не ни е потребна. Исто тоа треба да се преговара. Значи затоа се викаат преговори со ЕУ, а не се викаат ЕУ ќе ти каже треба да Што влезеш ќе ова да правиш? направиш. Значи кај нас буквално поглавијата се препишуваат. Тоа е страшно што се случува. Буквално поглавијата што налагаат, тоа го препишуваат. Значи ако се преговори, ќе преговараме. Ова ЕУ од Ни вас одговара, ви ова не ни одговара. Ова Да. не ни одговара. Со услови, со Да. се, со црвени линии, да. Не Со може, рамки, не може значи така. не се работи само за националните работи кои што се случуваат, кои што е апсолутна катастрофа. Дури и економскиот дел на овие процеси за интеграција во ЕУ не е така наивен. Значи нас дополнителна либерализација не ни треба, тоа е тоа. Нас не ни требаат постоење на NGO организации кои што ќе ја заменат државата во нејзината социјална улога. Тоа не ни треба нас. Значи NGO организациите нека се занимаваат со непрофитни работи. И тоа е тоа. Не може да се занимаваат со она што да ја ослободуваат државата од одговорност. Тоа не е неприфатливо. Хактан, многу си вака спремен секоја чест. Благодарам. Да, Да, имаш. добро. Одамна сум во партијата, практично сите програми до сега сум учествувал во градење и процеси, тоа е. Така, ајде кога сме кај партијата, зошто младите така речено се заразени од левица? Што мислиш околу тоа? Па, те преска спомнав дека веќе она транзицијска мантра дека НАТО и ЕУ ќе донесе мет и млеко не поминува кај младите. Веќе они гледаат дека во светот тоа не е така. Веќе гледаат дека НАТО онаму каде што згазна донесе само реално пропаст, уништување и војни. А кога се работи за ЕУ, исто гледаат дека ЕУ не е она ЕУ што беше и дека ЕУ на својата периферија се однесува колониалистички, а не еманципаторски. Практично ЕУ не интегрира нас само за да ги користи нашите ресурси, практично работната сила која што ние сме ја образовале од тука, готови доктори, сестри, инженери се излеваат за нивниот пазар на труд. Ни ги користи тука ресурсите од вода, не знам, шуми. ЕУ ни носи, да не заборавиме, ни го носи и ѓубрето. Медицинскиот отпад. Медицински отпад, разно ѓубре, пошто нели тука нема проблем ние да гориме тоа. Да, и да они таму дишеме нема и да сака, умираме, и да. дишеме и да умираме. Така да, веќе младите видоа дека тоа не е така. И пошто левица е единствената партија која што е изричито анти-НАТО, а ЕУ скептична, како што казам, критички е настроена кон ЕУ, дека е за преговори, но преговори во вистинска смисла на зборот, и дека ние отворено кажуваме дека се што е запишано во поглавијата кои што треба да се интегрираат, не знам таму 5-16 колку се многу ги има, само некои нови работи измислуваат, дека нема све тоа здраво за готово да го прифати. Туку, она што е од национален интерес, ќе го прифати, она што не е, ќе го одбие. Ако на ЕУ и одговара тоа, во ред. Ако не, благодарам. Си гледаме нови пазари. Значи, видите, се развива БРИКС, се развива Шангајска кооператива. Значи, луѓето, младите, веќе гледаат. Они гледаат како Кина Да, не се се беше развива. глупи млади да им го переш мозокот. И сега нашите постари генерации, дајде да кажам нашите татковци, они луѓе кои што Не ја беа како поминале. заблудени малце. Па беа, транзицијата беше цмурен период и период кој што беше травматичен за нив, останаа без работа, значи се случија такви социјални непогоди, да кажам, превирања и они гледајќи го на телевизија Запад, мислеа дека тоа секаде ќе биде така, но Запад, да не заборавиме, Запад беше тоа што беше заради нивната колонијална улога во Африка и Блискиот Исток. Но сега нивните колонијални пипци веќе се секаде скратени, останаа само на Балканот и веќе не е тоа Запад што е. Дали приметуваш, Хактан, дека веќе и на еве ајде Германија ќе ја земам, пошто пола Македонија таму е селена. Не е више како што беше. И се жалат, и се враќаат луѓе од таму. Више не е мет и млеко да тече. И мислам дека ќе се враќаат. И мислам дека во иднина ќе се враќаат доколку во Европа не се јави некоја политичка сила свесна која што нема да си го пресече патот на соработка со Евроазија, да кажам, да. И се друго, значи не може Европа моментално со конфликтот во Украина тотално ја исече незината природна линија на соработка со Евроазија. Тоа не само Русија, значи со целиот тој евроазиски простор.
Значи тоа е еден континент, ме разбирате? Значи не може вие да го не може преку Атлантски да не може преку Атлантикот да носите газ. Значи Европа генерално просперитетот на Европа беше заснован на ефтина работна сила која што ги носеше од колонијалните земји околу него и ефтините енергенси кои што ги земаше од Русија, да. И кога тоа запре, кога другите, кога и средната класа и луѓето во Индија, во Кина, во Русија, во блискоисточните земји веќе стана свој на своето и Европа веќе почна да има колена малце. Да, значи почна да има проблеми каде што мислам дека во иднина се повеќе и повеќе ќе се манифестираат. Така да ја се надевам дека нашите ќе се вратат еден ден. Се надевам дека тука ќе биде подобро. Па ако биде подобро, зошто да не? Што бара таму? Секогаш кога зборувам со мои пријатели, мене пола фамилија ми е одселена, сестра ми у Португалија живее, братучети у Англија, Германија, небитно. И јас имам многу блиски што живеа. Вика, не можеш да седнеш со некој муабе да направиш, сите се како духови, како зомбиња се шетаат и само вака за пари гледаат, значи чудно е тоа, ни фали на нас балканскиот менталитет е друг. Апсолутно и видите значи не е во туѓа култура да се преселиш и да живееш. Не е едноставно, значи економскиот бенефит нема многу тоа да ти го задоволи. И мислам дека кога многу малку би се подобрило тоа кај нас, кога одредени работи кога достоинството практично националното достоинство ќе се врати, значи и од економски, и од политички аспект, и од аспект на нашата култура, да, како е представена надвор. Значи ние практично во меѓународната сцена, да, апсолутно ќе се вратат луѓето, зошто не се враќаат? Па куките им стојат, човече. Па 300 дена од 365 има сонце. Супер куки си има, да. Им стојат затворени, ќе дојдат, ќе ги ореобноват дворчињата и тоа е тоа. Ќе се вратат. Јас сум оптимист за тоа. Мислам дека земјоделието треба малце да пркневе. Има ли нешто од програмата на Левица за земјоделциве? Мислам дека без селјака нема држава. Како беше тоа? Да, добро. Нема. Не, како викаат, па треба некој да сади патлиџан и пипер. Знаеш како се викаат? почна да увезуваат, човече. Имаше една стара комунистичка парола од Втора светска војна, мислам од партизанското движење. Македонија на македонците, земјата на земјоделците. Точно. Тоа значи земјата да се врати на земјоделците. Се има проблем што зелената мафија кај нас, ние ја викаме во нашите платформи, кругови во програмата, мислам дека така е ословена, зелената мафија е онаа клика кој што ја држи трговскиот монопол, го држи од земјоделието. Практично они насекаде низ Македонија ги купуваат производите од земјоделците, ги купуваат за многу ефтини пари и потоа на пазарот, дали помеѓу маркетите, помеѓу граѓанството, они имаат монопол во транспортот и во пазарот во распределба нивно. Значи прво треба да се пресече таа рака на зелената мафија, да се направат кооперативи, земјоделски кооперативи, каде што видите ќе се окрупни земјоделието, малце поплански ќе се произведува и ќе се обработува, и со одредена државна помош на луѓето кои што ќе сакаат да се занимаваат и во кооперативи, ќе биде и поинтересно, да кажам, ќе биде и поголем предизвик да се занимаваш со тоа. Практично ќе биде поиндустриализиран процесот на обработка на земјиштето. И тогаш мислам дека ќе имаме земјоделски производи не само за нашето население, ќе имаме земјоделски производи и за извоз, но каде што ќе бенефитираат сите луѓе, а не само одредена клика која што го држи кванташки. Па да, не само земјоделство, ајде тука и сточарство, нели? Да, апсолутно. Едно со друго, видите, тие гранки се блиски, така да една од друга се зависни. Хактам да скратиме, ајде малку, немаме многу време. Продолживме ние ептен, ама кратка верзија. Со тебе, бога ми, има многу да се зборува. Зошто не дојде порано, шо вака при крај на сезона ни доаѓа? Ај ќе те викнам во втора сезона, имам таму изненадувања многу. Те треба малци да играме нешто. Океј, зошто Билјана Ванковска кандидат на Левица? Што очекуваме од нејзе и што ќе донесе како председател на Републиката? Билјана Ванковска како председател, прво дека она е најконзистентна од сите академски интелектуалци, да кажам, академици, како што се нарекува. Мислам, да, како што ги нарекуваме, од академската фела, она е најдоследна во ставовите.
Она од самиот почеток, уште ние кога бевме како Ленка, значи она не поддржуваше во нашите преска, спомнавме дека ние правевме разни флешмобови, разни други Од тогаш ме настани. поддржува. Да, од тогаш не Секоја поддржуваше дека е против војните на НАТО на Блискиот Исток, против нашето тогаш аспирација за членство во НАТО. И Ванковска се покажа како човек кој што ги држи нејзините ставови без разлика на тоа во кое време и од какви околности се наоѓа. Значи, нејзините ставови се тие и оттаму мислам дека еден таков човек како председател на Републиката не само што ќе го обедини народот, туку едноставно ќе покаже и надвор на сите нас, мислам на сите институции кои што надвор има председателот ингеренции во Обединетите нации, има обраќање и такви работи, дека Македонија на вистина знае оти е притисната од сопствените комшии и дека во тоа улога имаат и Европската Унија, и НАТО, и други меѓународни институции како ММФ и Светска банка, и дека ќе го каже ставот на вистина кој што е оној народот кој што го имаат. Практично дека народот во Македонија не даде поддршка да се смени уставното име. Исто како што не дава поддршка да бугарите бидат дел од уставот. Значи, Така. председателот, ако Ванковска биде председател, ингеренциите што преска спомнав дека председател ние имаме мешан систем каде што Да, и председателот нема има, многу да. големи Не, ингеренции. има ингеренции само доколку личноста е на вистина јака, во смисла Да издржи на да притисокот издржи на партијата која што е притисокот, донела на власт. Не само тоа, дури и да знае да ги искористи, да сака да ги искористи тие ингеренции, има многу ингеренции. Може Има- вето да стави и такви Па работи. тоа е една од помалите ингеренции, но кога ќе се стави вето, веднаш ќе се отвори дебата зошто се ставило вето. Извинете, значи, ако председателот стави вето на одреден закон, они ќе го вратат во собрание и ако го изгласаат повторно и тој ќе помине. Но ќе се отвори дебатата зошто тој закон и тогаш ќе може председателот, значи не може медиумите да го игнорираат председателот, ќе може да аргументира, да ги собери сите политички чинители кои што се против тој закон, да ги обедини, да јавноста ја покрене околу тоа. Има многу ингеренции во надворешната политика. Практично именува амбасадори, акредитира амбасадори кај нас. Значи има ингеренции во одбраната као врховен командант. Има доста ингеренции председателот кој што може да ги спроведе Искористи. и да ја една предавничка власт како што е владата на СДСМ, да ја запре, да беше некој председател како што е Билјана Ванковска во времето кога се менјаше името, мислам дека нема да поминеше. Така. Добро, за крај. Дали левица е против религијата? Па тоа е она нели вика дека комунистите се антирелигија, тоа не е точно. Значи и во Југославија каде што била потврда комунистичка партија, да кажам, каде што бил еднопартиски систем практично, религијата не била така забраната. Но и левицата генерално во светот не е, особено во Латинска Америка, значи левица не е против религијата, тоа може да се види и во нашите документи, но ние сме против искористувањето на религијата во политички цели, во економски цели, во смисла на бенефит на оние кои што се занимаваат професионално со религија, а тоа се клеровите. Практично ние сме антиклерикалисти. Значи ние сме против професионалците во религијата, затоа што они користејќи ги ресурсите на религијата и таа толку распространета идеја, нели, значи луѓето се религиозни, и тие искористувајќи го тоа, прават економски бенефит за себе. Значи со нивните имоти располагаат во насока на правење профит. Ние во програмата предвидуваме ограничување на нивното располагање со имоти за профит. Значи, може какви коли возат. Апсолутно, да. Значи, дури ние во програмата се залагаме и за одземање на дел од имотите кои што со Црковни така земјишта тие работи. Да, денационализацијата направи катастрофални работи. Значи, денационализацијата додели земјишта на религиски институции кои никогаш не биле нивни. Тоа се јавни простории, ме разбирате, тоа се културни наследства на народот, тоа не може да бидат
не може да бидат простори и капацитети на религиската институција, значи на црквата или на џамијата, и преку тоа они тие работи да ги издаваат, да прават хотели, да ги продаваат тие земјишта, да прават ресторани, и дел од нив се на многу ексклузивни места, ме разбирате, така да тоа мора да се ограничи, тоа мора да биде од општа корист, а не од корист за таму еден крст луѓе, да. Так. Имам чувство дека, се надевам ќе се соглаши со мене, дека религијата направи многу војни во светот. Што мислиш за тоа? Па, како и секоја идеологија, веројатно и Од времето на религијата... Јерусалим, крстоносните војни, ева таму да се... Да. Колку војни, колку народ изгина ради тие. Знаете како е, дали можеме да го обвиниме Христос за крстоносците војни? Не, никако. Можеме, разбирате. Меѓутоа се едно користи во друга насока религијата за да се... едно е оно, или дали можеме некој да Мухамед профитира. да го обвиниме за бомбашките напади во Њујорк. Разбирате, за овие што се Или сега во радикални Русија што ИСИС. беа, ајде да речеме, Да, оние овие во Русија презема. не беа ИСИС, тоа врска нема, тоа се развија, беа украинци. Но настрана тоа не можеме да ги обвиниме, не можеме да кажеме дека религијата е баш така крива за многуте војни. Не, сакам да кажам како во секакви контекст дека движења, ја користат луѓето религијата за да Апсолутно, создадат апсолутно, војни и да. секакви работи. Ја користат, за жал. Дами и Господи, господа, ќе ја користат понатаму веројатно. Идеја која што е всадена во народот, ќе ја користат. ако сакаш ќе те оставам уште да се збориш, не е проблем, гледам дека Ајде се друг пат, заигра. друг пат. Ајде друг пат ќе Ајде. те поканиме во втората сезона како што кажав. Дами и господа, тоа беше неисцрпниот, умниот, паметниот, остроумниот, мудриот оратор. Не знам како да те наречам уште, буквално како моторче во уста да имаш човек да му е кејф да Тоа да ме збори за инспирираше, тебе. ме инспирираше. Ти благодарам за Благодарам и присуството. јас, Тоа да. беше Реджеп Исмаил Хактан. Пред да ја одјавам емисијата, едно поклонче за тебе од Редкаст, повели. И само пази, сврти го да го види камерата, не кара дека многу на косо сме ги ставили. Па добро, брат, вие не рекламирате некои фирми, така да што ќе Полнаш видите. за Редкаст, телефон значи, Powerbank, ќе ти се Благодарам, најде. Благодарам. Да, ќе ми се најде, особено сега во кампањата ќе ми се најде. Секогаш оставам една минутка за крај да поентираш, да се обратиш и да пратиш порака до гледачите. Повели. Па, ништо не ми останува друго, освен да ги повикам на 8 мај да гласаат за левица, затоа што сите други се исти. Дами и господа, тоа беше Реджеп Исмаил Хактан. Ви посакувам се најдобро, имајте убава вечер и се гледаме во наредното издание на Редкаст. Поздрав!